би сакал да изразам крајно разочарување за односот на парламентарното мнозинство и пратениците на СДСМ и пратениците на ДУИ посебно, заради тоа што еден позитивен закон кој што ќе придонесе за многу граѓани во Република Македонија си го регулираат владението како собственост на своето градежно земјиште, кое што го стекнале низ годините назад, низ недефинирани правни постапки во смисла на недефинираност на одредени правни односи и во претходниот систем, но и во периодот на расформирање на поранешната држава. Овој закон представува продолжение на претходно донесени закони, со тоа што овозможуваме продолжување на можноста која што веќе постоеше во Република Македонија. Би кажали дека за ваков закон гласаа пратениците на ДУИ. Значи, овие закони ние претходно сме ги носеле со поддршка од гласовите на пратениците од ДУИ. Ова право кое што им беше овозможено на граѓаните во минатите години, почитувани колеги од ДУИ, доколку не ме слушате сите, ве молам, значи ова право беше гласано со гласови од ВМРО-ДПМН и од ДУИ и значеше регулација на правото на собственост на граѓаните онаму каде што имаат веќе владение. И сега, само заради тоа што законот го предлага ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, сега и СДСМ, но и ДУИ, која што претходно го поддржувало, вели нема да го гласаме овој закон. Гола политика на сметка на граѓаните. Колку што има македонци во Република Македонија кои што не стигнале да го фатат рокот за регулација на собственоста на градежното земјиште каде што имаат владение, најмалку толку има и албанци. Заради тоа што албанците во претходниот систем имаа уште повеќе правни проблеми од македонците. Нас ни се јави овој проблем, би сакал да ве запознам во текот на изборната кампања пред се во Свети Николе, но и во неколку други околни општини, каде што од икс причини граѓаните не успеале да ги фатат роковите. Дел заради грешки во авионското снимање, дел заради пропуштени рокови при упишување на собственоста и ради други прашања. Не биле доволно добро информирани од страна на подрачната единица и така натаму и така натаму. Но такви проблеми имаат граѓаните кои што гласале за ВМРО, не гласале за ВМРО, гласале за СДСМ, не гласале за СДСМ, гласале за ДУИ или не гласале за ДУИ, гласале за Алијанса, за БЕСА и граѓани кои што можеби воопшто не гласаат за ниту една политичка партија или не излегуваат на граѓаните. Впрочем, што има врска тоа? Што има врска тоа што овој закон го предлагаат пратеници од коалицијата за подобра Македонија и ВМРО-ДПМН? Дали со овој закон се даваат права само на граѓани кои што гласаат за ВМРО-ДПМН? Не. Дали се даваат права и на граѓани кои што гласаат за СДСМ? Да. Дали се даваат права на граѓани кои што гласаат за ДУИ? Да. Дали се даваат права на граѓани кои што гласаат за БЕСА? Да. Дали се даваат права на граѓани кои што гласаат за некоја друга партија? Да. Дали се даваат права на граѓани кои што воопшто не гласаат за ниту една политичка партија? Да. Зошто сте се закатанчиле во тоа дека законот е предложен од ВМРО-ДПМН? Па дајте ве молам, властите, покажете големина. Ви кажавме, ви најавивме и на комисии, дадовме поддршка за 3 закони предложени од ваша страна, од господинот Тунтев. За минимална плата, за стечајците и за радиодифузната такса, иако суштински имаат проблем тие закони. Знаете, има една норма во законот за минимална плата, каде што дозволувате преку нормација на трудот и на работното време по учинок, работодавецот да утврдува висината на минималната плата. И низ таа форма, работодавците нема да ја дадат минималната плата со која што вие се чукате во гради. Односно, ги лажете граѓаните. Но, за да не испадне ние дека кажуваме сега дека ги лажете граѓаните, ние велиме, окей, така сакате, така, ќе го гласаме законот. Нека мислат граѓаните за овие локални избори дека сте им помогнали. Многу брзо ќе дојде време, кога граѓаните сами ќе сватат дека и со законот за минимална плата преку нормирање на учинокот сте ги излажале. Нека гласаат за вас на локалните избори, ако мислите дека врз основа на тоа гласаат за локалните избори.
Ама за месец, 2, 3, 4 месеци ќе видат дека и со законот за минимална плата сте ги излажали. И тоа не е чесен однос. Исто како што не е чесен однос, овој закон, кој што неколку пати е донесен од страна на претходното парламентарно мнозинство на ВМРО и на ДУИ. Ние ова право сме им го дале. Прв пат сме им го дале со гласови од ВМРО и од ДУИ. Не е морално сега ДУИ да гласа против овој закон. Не е морално. Исто така како што не е морално СДСМ да гласа против овој закон. Зошто? Заради тоа што правата на регулирање на собственоста на градежното земјиште врз база на досегашно владение се општи права. И навистина ми е нелогичен пристапот кој што го имате, или ве фатила еуфорија, па мислите дека бидувањето власт ви диктира можност вие да бидете тие, ексклузивно вие да бидете тие кои што ќе ги благословувате граѓаните со позитивни мерки, или не можам да разберам. Покажете големина. Покажете големина, гласайте го законот. Законот е од општо добро за сите граѓани во Република Македонија. Ние сме свесни, секогаш кога го поднесуваме закон во процедура, и граѓаните се свесни, дека бивањето опозиција во собранието значи иницијативност и коректност, и конструктивност. Тоа го очекуваат од нас. И ние сме и коректни и конструктивни. И даваме поддршка на позитивните закони. Но граѓаните гледаат дека секогаш кога има позитивен и добар закон од нас, вие не поддржувате. Вчера гласавте против да ги зголемиме пензиите за 5%. На Комисија за политички систем усвоивте амандмани со кои што го кастриравте законот за извршување до ниво направење на бидување на безпредметен, комплетно, и да го донесеме нема да има никаков ефект на обичните граѓани. На Комисија за финансирање и буџет гласавте против законот за доделување на ваучери. На Комисија за труд и социјална политика дискутиравте против можноста да се зголеми платата за 5% на полиција, војска, здравствен кадар, образовен кадар, локална самоуправа, фондови, агенции и така натаму. Мерки и закони кои што досега ги носело собранието. Што е разликата? Разликата дека сега СДСМ е на власт, а ВМРО во опозиција, првата, а втората разлика дека ДУИ сега е во коалиција со СДСМ, а не со ВМРО. Сега закониве кои што беа добри за граѓаните, ДУИ ги гласаше кога беше во коалиција со ВМРО, ама гласа против кога е во коалиција со СДСМ. Навистина нелогичност. Ја разбирам дека сте коалиција и дека имате базични политики кои што сте ги утврдиле помеѓу СДСМ и ДУИ. Ама навистина не разбирам како ДУИ може еднаш да гласа позитивно за утврдување на право на собственост врз база на право на владение на градежно земјиште за граѓаните, а сега да гласа против. Не разбирам како ДУИ гласаше за зголемување на пензиите кога беше со ВМРО на власт, а кога е со СДСМ на гласа против зголемување на пензиите. По тие 300.000 пензионери во Република Македонија, сигурно 70-80.000 си и албанци. Не разбирам како ДУИ гласаше за зголемување на платата на војска, полиција, администрација и така натака, кога беше со ВМРО на власт, а сега гласа против кога е со СДСМ на власт, кога 20% од тој пакет на 120.000 или околу 25.000 луѓе од тие си исто така припадници на албанската етничка заедница. Навистина ми е нелогично. И навистина ми е нелогично како успевате пред себе да се оправдате, кога има реално позитивни закони. Овој закон нема да кошта ниту еден денар од буџетот на Република Македонија. Ниту еден единствен денар. Ајде да се правдате дека не ни е предвидено во буџетско планирање, имаме други проекти, не знам, вакви проекти, такви проекти. Ајде да се правдате за тоа. Ама зашо се правдате за овој закон? Еден единствен денар нема да ја кошта Република Македонија донесувањето на овој закон, а на илјадници граѓани ќе им овозможи да си ја регулираат собственоста врз градежно земјиште на кое што имаат веќе владение, утврдено со децении наназад. Не успеале да ги фатат роковите заради собствена грешка или во многу случаи заради грешка на институциите на државата. Погрешно авионско снимање, погрешно бележење, погрешни рокови за запишување,
слаба информираност на граѓаните и така натаму. Сме го увиделе тој проблем во текот на изборната кампања. Најмногу изразен беше во општина Свети Николе, каде што на секоја средба со граѓаните со документација доаѓа и кај мене, и кај колешката Благица Ласовска и ни го покажа овој проблем. И им ветивме дека како пратеници ќе се залагаме да го решиме овој проблем. Но ако го донесеме законот заедно, сите заедно сме учествувале во решавање на тој проблем. Секако дека не може секој од нас да ги знае сите проблеми на граѓаните. Јас не очекувам колегата Васко Ковачевски од Битола да ги знае проблемите на граѓаните од Свети Николи. И не е фер да барам да ги знае проблемите на граѓаните. Но фер е да побарам од колегата Васко Ковачевски како долгогодишен колега пратеник во ова собрание да го прочита закон. Да види дека законот нема да ја чини државата ниту еден денар, да види дека со законот им овозможуваме право на сите граѓани, без разлика на партиска, политичка или било каква друга поделба, и овозможуваме еднаквост на граѓаните. Дел од граѓаните успеале да го реализираат ова право, дел од граѓаните не успеале да го реализираат ова право. И сега, зошто се гласа против овој закон? Заради тоа што законот е предложен од пратеници од Коалицијата за подобра Македонија и ВМРО ДПМН. Ако сакате гола политика, почитувани колеги, во гола политика, граѓаните кога ќе видат денеска дека вие сте гласале против, ќе знаат кој е виновникот, зошто не може да си го реализираат своето право. А ако гласаме сите ќе бидеме одговорни и сите ќе бидеме позитивни. И ние што сме го предложиле законот и вие како мнозинство кои што сте го прифатиле закон. Само енигма ќе остане зошто Дуи гласаше за овој закон кога беше у коалиција со ВМРО, а гласа против кога е во коалиција со СДС. Зошто Дуи гласаше за зголемување на пензиите кога беше у коалиција со ВМРО, а гласа против кога е во коалиција со СДС. Веројатно Дуи не чувствува обврска спрема пензионерите кога е со СДС во коалиција, чувствува обврска спрема пензионерите само кога е во коалиција со ВМРО. Може би Дуи сега чувствува обврска само спрема СДС или спрема никој друг. Но таквата политика на Дуи ја чини Дуи најмногу. На овие избори. Сите ќе бидат победници веројатно на овие избори, освен тој кој што ги менува политичките позиции спрема конкретни закони. Спрема конкретни закони. Извинете ако ве навредив. Извинете ако провоцирам, ама провоцирам Дуи да го гласа законот и да покаже дека е над тесно политичките односи. Со гласовите на Дуи овој закон може да биде донесен. ВМРО и Дуи може да го донесат овој закон. Или со гласовите на ВМРО и со гласовите на кандидатите за градоначалници од редовите на пратеничката група на СДСМ, исто така овој закон може да биде донесен. Нема да ги именувам поединечно, но сватете дека тоа што законот е предложен од ВМРО ДПМН не треба да биде стереотип и предрасуда дали овој закон е добар или не. Добар е закон. Добар е закон. Воспоставува принцип на еднаквост на сите граѓани и им овозможува регулација на собственоста врз база на право на владение стекнато низ децениите наназад. Најчесто станува збор за регулација на собственоста на дворната површина, на дворовите на луѓето, онаму каде што живеат, онаму каде што им се куќите, онаму каде што им се оградите, онаму каде што им растат децата. За тоа станува збор. И сега законот нема да се гласа, заради тоа што на законот е подпишана Благица Ласовска, Илија Димовски, Драган Данев, Панчо Минов и така натаму. Дајте, ако е тоа цената, ние ќе ги повлечеме нашите подписи, стајте ги вашите подписи. Нема никаков проблем. Одма ќе го направиме. Еве, јас ќе го тргнам мојот подпис, господинот Джевата Деми нека го стави неговиот подпис. Само нека гласа за закон. А господинот Джевата Деми го гласал овој закон. А сега нема да го гласа овој закон. Господинот Талат Джафери, кој координатор на пратеничка група на Дуи, ги терал пратениците на Дуи да го гласаат овој закон, сега ќе гласа против овој закон. Дајте ве молам, застанете со политик. Застанете со политик. Застанете со политик. Добар е законот.
Добар е за македонци, за албанци, и за ВМРО-вци, и за СДС-овци, и за луѓе што не се за ниту една партија. Престанете со политика да го изгласаме законот во прва фаза, па во амандманска расправа да ги поместиме ако има одредени проблеми. Благодарам, господин Джафери.